Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски. Овој пат со вас би сакал да поразговарам за состојбите кои се случуваат во тимот на Хас во Формула 1, какви се изгледите на тимот за оваа сезона и кои се шансите тимот да ја сврти топката, односно драстично да ги подобри своите перформанси до крајот. Споредбено со лани, тимот на Хас се наоѓа многу поназад од тоа што реално неговите перформанси заслужуваат. Лани, заклучен со трката во Силверстон за големата награда на Британија, тимот имаше 51 бод кај конструкторите и беше во борба за пето место. Сега тимот има само 16 бодови, има постигнато бодови само на 3 трки, тоа е првата трка во Австралија, потоа има во Шпанија 8 бода, 1 бод во Монако. Од Монако наваму тимот нема апсолутен бод. Гледаме дека постојано се мачи во трка, иако чудно е што болидот на Хас во квалификација има брзина. Видовме и во Австрија, Кевин Магнусен се пласираше на пето место во квалификациите. Тоа беше одличен резултат, меѓутоа, поради пеналот стартуваше 10-ти, промени менувач предвремено и потоа се изгуби целосно во трката. Дури имаше Кевин Магнусен изјава после самата трка дека неговиот болид бил дури и послаб од Вилијамс, што е навистина една сериозна индикација на патека како Австрија, која е полна со брзи свиоци, полна со големи точки на кочење, каде што бара навистина добар баланс на болидот и добра механичка тракција, така што сум навистина зачуден како може еден болид кој се класифицира пети да заврши убедливо последен во трка. Тоа е еден проблем кој е очигледен кај плевматиците, кај болидот на Хас, меѓутоа тоа прегревање, тоа премногу брзо трошење секако не е единствената причина која тимот на Хас мачи во трка. Видовме дека во Силверстон дојдоа со две спецификации, односно болидот на Роман Грожан беше со сетапот, односно аеродинамичкиот сетап од првата трка од Австралија, додека болидот на Кевин Магнусен беше со последниот најновиот аеродинамички пакет и тимот сакаше да направи директна споредба помеѓу двата аеродинамички пакети и да види што се случува, каде они грешат, дали негде во самиот развој на болидот предвиделе нешто што му создава големи проблеми и не може едноставно да ги тие резултати во квалификации да ги преслика и во трка. Дополнително проблем на сето тоа е што двата возачи на Хас, иако во јавноста директно не се конфронтирани, внатре во тимот очигледно има некој проблем и нивото ривалство на вистина достигнува некој максимум во моментов. Видовме неколку непотребни инциденти помеѓу 20 возачи на Хас до сега во сезонава и глупоста што ја направија кога на тимот му беа најпотребни информации на мејатата трка за големата награда во Силверстон, судар помеѓу 20 возачи на самиот почеток. Така што целта која имаше тимот на Хас да ги спореди двете аеродинамички спецификации не им успеа, израно ги завршија трката и тимот на Хас навистина изгуби еден голем потенцијал тука за да може да оцени како понатаму да оди со нивните награди во сезоната. Шефот на тимот на Хас, Штајнер, изјави дека возачите најдобро што може да направат тој викенд е да земат лопата и да ги закопаат уште подлабоко нивните тимски колеги. И тоа и се случи. Навистина сум изненаден и непријатно и сум малку загрижен. Дури мислам дека Роман Грожан ја вози својата последна сезона во Формула 1. Неговите резултати се апсолутно слаби, прави многу аматерски грешки. Видовме лани во Баку на загревање при рестарт на трката со безбедносно возило излета, тоа беше дури и комичен настан. Видовме сега во Силверстон на тренинзите, излета во бокс, при влегување во боксот изгуби контрола врз болидот и го оштети предното крило, а како капак на се за овие бурни времиња за тимот на Хас и оваа епска епопеја, оваа шпанска сапуница што се случи со нивниот главен спонзор Rich Energy, договор кој тежи $90 милиони, па борба за превласт во Rich Energy, обвинувања за нелегални постапки, превзимање на Twitter акаунт, објавување на раскинување на договорот со тимот на Хас. Потоа малцинските акционери се собраа, па испратија писмо дека тоа не е така, па го откупија мнозинскиот дел Осторни, кој беше CEO, па тој објави дека ја напушта компанијата, па дека ќе формира друга компанија. Меѓу време Rich Energy го смени своето име. Треба да станеме да видиме како тоа ќе се рефлектира врз тимот на Хас, дали ќе има промена на бој, промена
на тимски униформи, дали тоа ќе влие финансиски врз тимот на Хас, бидејќи за еден тим на Хас кој е приватен, кој се финансира од собствени средства, самиот собственик Джин Хас има повеќе спортски тимови популарни во Америка, во Наскар сериите и во другите тркачки серии во Америка. Овие пари се навистина значени за да може да го одржи компетитивното ниво, да може да го одржи развојот на тимот, да плати добри возачи. А Хас е еден добар пример за F1 како може да се создаде тим од ништо, од нула. Не знам, навистина ќе биде криво, особено што Хас е многу битен и за американскиот пазар, каде што Формула 1 навистина се мачи да се пробие, така што доколку Хас набрзо не ги реши овие проблеми со шасијата, проблеми со прегревањето на пневматиците и невозможноста да они имаат конзистентност во трка, мислам дека може да се соочат со предпоследното место во табелата, бидејќи не очекувам Вилијамс до крајот на сезоната да постигне некој поголем напредок. За жал, Вилијамс е еден голем тим кој навистина не достига во директна борба за титулата кај Формула 1. Тоа е што имам се да кажам, би сакал да го чујам вашето мислење кој е за Хас F1 тимот, дали ќе успее да ја сврти среката, дали ќе успее да се излечи од оваа кал, што мислите, дали Роман Грожан заслужува пензија, дали мислите дека ќе успеат да излезат на крај со овие проблеми кои ги имаат, што мислите за онаа сапуница епопеја со Rich Energy. Ве молам, коментирајте, не заборавајте да направите subscribe на каналот. Јас веднаш враќам на сите коментари, навистина ја ценам вашата поддршка, сите следбеници, така што доколку ви се допаѓаат видеата на Формула на македонски, ве молам следете ни понатаму и се гледаме во некоја друга прилика. Поздрав!